почупаме на чисто, на уредено, на дојда. Да, што сакаме како здраво. Сега, добро. Поддршка. Да, поддршка. Ова е дневниот простор, кој сакам да биде извонредно уреден. Добро. Па добро, има ова диспозиција. Па, не унесете. Добро. Запаѓање И вие да падаме. Прво, вие после се. Да, после сите други. Сакам да биде убаво, сам едноставно, да не биде премногу... Така, да не е пренатурно, да се биде комодно за живење. Распоредот ми изгледа понака солиден, се гледа, нели? Тебе, комода, гарнитура, трапезарија, Тоа е минимално. Да, може не е комотен распоредот на кујната, Да, да ќе обредиме, такви ги прават сега. Океј, ако боите? Боите да бидат пастелни бои, да не нека нешто да не биде многу јако, према гарнитура. Нешто интересно физичко, не премногу шарено. Важи, океј. Сега таму идеме основно. Добро, кажи ми од прилика што си замислила. Кревет поголем, помал нормален. Последниот кревет да е толку мал. Добро. Плакари, работна маса и најважно црташ. Најважно? Да, имам скиза направено. Да видам. Ти си спремен на те? Тоа да бидат спротива од креветот. Сега, еден момент. Значи, ова тука е направено како лепенка. Тикер. Вака не може да изгледа на црташ. Знаеш да црташ тако непрецизен едно друго. И второ, неки треба да биде видоизменето од ова, нели ќе има содржини доле горе, сепак е помала собата. Јасно тоа. Сега? Битно боите како што е тука да бидат исти. Значи цветот да биде сив, така, Така? матба и Добро. на бело. И ова да биде бело. Да. Темен цвет, бело дрво, лепенка или црташ? Црташ, исклучиво. Уметничката ша. Мама? Он свади негова соба, он ќе си каже, јас да моја стана сега ќе си каже. Ајде идеме во мојата ставача соба. Има звукачка. Долго голема стална соба. Од цела спална имаш важна троспална. Да. Од игра, прашак имам. На перење, машината. Добро. Тука сме основен мебел предпоставувам. Најосновно. Кревет, плакар, колодичка за телевизор. И тука може нешто така да ставиш. Некој стикерче на тебе. Сега таму црташ, тука сме со Постоја стикер, нешто така. Со дрвениците нешто така. Добро, важи. Да се поднамне. Боите може да ги играме малку по-различни или таму малку по-пастелни? Можеме дека малку по-јаки? Може остава на тебе. По-спачки. Ако не, ти го префараш. Важи. Нема гајле. Може така. Океј. Не зависи. Јас си го направам по боите како мислам дека тебе ќе ти западне. Мислам дека се разбира. Така е. Океј. Тоа. Одиме. Има друго станче. Мислам дека убаво ќе го решиме вака. Се надевам дека ќе биде добро. Ме чувствувам така позитивно и добро за тоа. Исто. Ти благодарам. Гледам дека. Добро. Со другата. Драго ми. И се надевам дека наскоро Се гледаме за 15-20 дена, бидејќи нема тука некакви големи интервенции, значи можеме да завршиме. Пријатно. Ала, ајде чао. Пријатно. Чао. Да ми го пратиш на мејл дрвото. Може. Станот има фина диспозиција со исклучок на кујната. 2 спални соби, една покомотна дневна, еден тоалет во кој се наоѓа и машината за алишта и друга поголема бања во составен дел на спалните соби. Самиот распоред на станот не нуди премногу решенија во сооднос со барањата, па сепак би можеле да имаме 2 решенија за кујната. Едното решение за кујната, која е поприкладно за дизиниот облик, е ова, каде што почнуваме со фрижидер, продолжуваме со машина, мијалник и завршуваме со фурната. Меѓутоа, за ова решение треба да отвориме дупка низ фасадниот зид за да спроведеме вентилација. Премногу е долга линијата за водење на аспираторското црево. Па затоа и самата вирча побара, сепак инсталациите какви што се, такви да се и да не се менуваат и кујната да го добие овој конкретен облик. Значи, прво мора да одиме со фурната и со шпоретот, затоа што таму ни е издувот за вентилација.
и потоа одиме натака со целиот распоред, а завршуваме со фрижидер. Сега тоа на нас ни прави малку проблем во изгледот кон дневната соба, па затоа треба да го обличиме, бидејќи и имаат веќе купен фрижидер кој што е отворен и сребрен, и да завршиме со некаков шанк. Втората работа е што шанкот не можеме да го ставиме во линија каде што не е столбот. Тоа е друг проблем, туку мора да се повлече, бидејќи во спротивно не би имале доволно место за трапезариската маса. Функционално дневната нема премногу решенија, значи дали ќе биде тросет со фотели или ге како ние што го поставивме, тоа би било тоа. Единствено таа повара да биде темно сив. Во спалните соби исто немаме премногу решенија. Во низината спална соба, значи во родителската, имаме место за еден поголем плакар, кревет, надкасна и шминкерница. Значи тоа е тоа. А во детската условно речено соба, или во собата на Марио, планираме малку поголем кревет, значи 140 и проти него телевизор, работна маса, дел за седење, пријатели ако може да имаат каде да седнат, филки, плакари, значи тоа би било тоа. Собите се локали што се, тоа се решенијата кои што може да ги понудиме. Дополнителни работи кои што си ги побара Верче, беа некои плакари прилачни пред бањата, пред тоалетот и така натаму. Два големи плакари во потникот и тоа би било тоа. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Лиле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Премиум брендови од керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга. Само во салоните на Шате керамика, во Скопје и Битола. Значи светлата и пастелна дневна, која што Верче ја бара, всушности не била толку пастелно замислена. Верче, например, бараше да има и венге мебел, сепак се одлучивме за нешто посветол. И иако рече дека на ум е пастелната боја, сепак воопшто не ја одби темната боја над зидот кога ја покажа. Значи реално се е окей доколку се вклопи како што треба. Може да стартуваме и со набавките. Еден од главните естетски акценти во станот е дрвениот зид зад гарнитурата. Затоа сме во Квикстеп. Не гледа во тие моделчиња таму? Веќе да.
Понавака е дека избрам нешто од Јана што е избрано како моделче. 1543 го гледаше како модел. Тоа е веќе доста рустична варијанта. Со тоа што е за француско тржиште, веќе по-зони бидејќи сме поделени овде во Quickstep. Според секоја зона си е според подрачјето на во кој што се живее. И различни нијанси се, различни тонови. Се допаѓаат овие француски, инаку ние на цит ке го ставаме. Со среќа дема. Да, го гледав трајчеваш 5 дена како го ставаше. Има доста работа, малце по-специфично е за надзитредењето. Друг јунак не се напати. И временски малце повеќе треба и да се намести. Значи, тоа е моделчето со тоа што сличи на тој, имаме веќе овде доле, тоа е веќе потемна варијанта, но тоа е финишот, како финиш. Ова е друга нијанса, тоа е финишот ист. Има истите тие елементи овде во долна зона, значи зависи од парчето како ќе се појави. Доколку сакаше да покажам и само во каталогче како би изгледало тоа на поголема површина. Значи 15-40. Изгледа рустично, доста добро за одржување, значи прекрасно нешто. Супер, може. Ќе треба иверка да изберам. Супер, иверката, значи имате доста голем... Ма добро, орев е. Има многу нијанси на него, така да не е проблем. Нема да биде толку тешко. Бидејќи се работи за нов стан, немаме многу корекции, ниту во електриката, ниту во другите фази. Бидејќи се одлучи кујната да се сработи според постојните инсталации, можеме да боиме, се додека се погодени боите што сме ги нарачале. Кремастата за дневната ми е окей. Кремастата за спалната исто така. Но имаше една боја, која никако не беше наша, а за која со Јана утврдивме што се случило. Сега баре некоја детска соба. Нема го розоват, па... Не, убава си бојата, ама... Бошта ми е... А бордова што ми е многу јака, бојата е таа. Да. Страшно. А не ли вино? Оди темно ке вино. И второ, онаа ударната боја за дневната беше исклучително темна. Борче ќе не спаси во целава ситуација да не купуваме премногу бои одново. И за сивата, и за новата боја во дневната. Јана отиде по нарачки, Борче остана да бои. Јас да гледам. Секоја соба со својата боја. Светло сива во собата на Марио. Интересна кремаста за спалната и светла кремаста за дневната. Боите не ги гледајте кога прв пат ќе бидат нанесени. Треба нијансата добро да се исуши, за да ја покаже својата вистинска боја. Исто така зависи од каква подлога е направена. Обично акрилните, фасадните, посилните подлоги затемнуваат, а обичните осветлуваат. И на крај ја искреиравме и новата винова боја. Од двете утнати направивме една која требаше да биде и нарачана. Среќа Борче не е како машина за мешање, па умее да ги искомбинира. Бојата толку ми се допадна што сметав дека ми треба и во дневниот дел на собата, кај телевизорот. И станот добива сосема нова димензија. Времето не не чека, а ние имаме еден тон мебел што треба да се порача. Акронци вообичаено ги ангажираме со плакарите во станот. Значи ова не се мерките од лица место. Хотник 1. Кај што гледам? Цевката. Да. Ходник влезан позиција 1, ходник влезан позиција 2, спална соба и момачка соба Клод, најубава ти е таа. Најпрво од помалиот ходничен, значи тука е многу тесно, 37.
Ќе го тераме на 37? Не, ќе продолжам јас дел, значи цела интервенција ќе направим мини сходник и одневна, за да може овој плакар да добие нормална ширина. Не ми се допаѓа да излегува вака со маска. Добро. И така ќе го уобличиме тој сегмент. 45 може? 45, да. Добро. За чевли ќе биде овој? За чевли нека биде. Целиот само полици. Добро. Овдека за закачување. Овдека за закачување може да идеме. А овој, не знам, предлог да ми дадеш евентуално за другиот ходничен. Става правосмукалка, даска за пеглање. Даска за пеглање не. Правосмукалка. Правосмукалка сигурно. Скала. Добро, секој стан има некоја скала таму. Сега каква е, не знам. Ќе се најде. Ова е чиста позиција. Личне ти брат. Точно. Плакар длабок ходник. Едниот дел за долго закачување, другиот дел за кратко поредно. И полици. Да. Добро. Една врата може огледало така. Плакар клиток. Позиција со полици на 45. За вратите? Тоа е окей. Па ништо нека останат и верки, затоа што другата страна има огледало, еден спроти друг се. Доста е. Окей. И момачка сува. Да, за вратите само да ми кажеш. За вратите тука. Една огледало, една и верка нека си иде. Добро. Внатре две фиоки може? Таман, окей. Има и други фиоки, така што еден плюс ако му треба освен тие двете. Добро. Ќе може да си ги искористи. И спална. Спална соба. Малце кнап со простор, тука кај столот ќе одиме со полици. Добро. За долго има мал дел, кратко закачување. Па добро, тоа е тоа, сега не знам дали ќе ги прибере, нели двајца, ама толку има плакарот, нема поише место. Ќе го крадат од кај момчето. Од кај момчето нема да крадат, ама од ходниците излеа ќе узурпираат таму некој дел. Важи за вратите тука? Бела сјајна иверка, не е иверката. Важи да го морам. Следна на објектот ја повикавме Весна. Таа треба да исцрта едно дрво во собата на Марио. Дрвото е изменето од првичното кое ми го покажа Марио, затоа што се разбравме дека неговата форма треба да е поинаква, па тој си најде друг модел. Еве слика. Значи дечкото сваќа нешто овако со тоа што ова може да идеме кај него во собата за да видиш, ние до дека вака му е зидот. Има прозор и треба од обратна страна на тој. Значи вака работи. Ајки нема ќе видиме. Весна работи најдобро кога е сама, па ја оставаме да го доработи своето дрво. Но затоа на монтерите на ламинат може да им висиме на врат. За да го намонтираат ги извадивме радиаторите, инаку ќе треба да сецкаат околу наоколу, што не е добра идеја. Ламинатот склопен над зидот има прекрасна ореова боја и структура на стари талпи дрво. Некој ми кажа се враќаат лампериите назад во становите, но сепак не е исто. Иако има доста интересни интериери од 60-тите и 70-тите, кои сега ако ги пресликате во некој нов стан, ќе изгледаат совршено модерно. И во мебелот и во дизајнот на становите, модата се врти. Трендовите се враќаат, исто како и во облеката. Некој пат светли, некој пат темни тонови. Тиркизна за годинава, жолта за следната. Моето мислење дека реално се може да изгледа модерно ако доволно добро се вклопи. Навистина има парчиња кои вредат да одат во ѓубре, ама тие вредело да одат во ѓубре при самото купување. Поточно, на добриот дизајн едноставно не му замире модата.
Полека почнуваат да пристигнуваат и првите парчиња мебел во станот. Доцна попладне ни стигнаа креветите. Со пункт сме одамна и на вистина креветите им се одлични, па такви нарачуваме и за тука. А за утрото сме со акронци и нивните плакари. За нас се разбира, 4 плакари кои се распоредени низ просториите, 2 во ходникот, 1 во спалната и 1 во момчешката соба, изработени според она што го договаравме во нивниот салон. Јана ги има сите потребни податоци за Горан да може да го изработи мебелот, па така ја оставам неа да му објасни што треба да стори во станот и да се договорат околу дезените на иверката и термините за работа. Сега да си почнеме од кујната. Може така? Може. Ова ни е кујќето, почнуваме вака. Доле, ќе покажам веднаш. Имаме ниски елементи, редна, со плотна, гори имаме аспираторот, нели, не со лекување, така со издувот. Овдека, значи, можеш да видиш, во ќошот дека е мијалникот, така, со машината за перење сад. Доаѓа тука веднаш до и подоцна еве го елементчето на отварање. Значи високи елементи имаме само горе. До тука. Да, до овдека поради прозорот нема. До цевката. До цевката, да. Сега ќе си земеш неки од апаратите кои што веќе си ги купиле луѓето. Од иверка, од диапан. Доле одиме со иверка, значи некоја вака се слична да не биде на ламинатот, меѓутоа да не е иста за да не биде па иптен еднородно, ама ние сам да не е тука некај. Добро. Ќе избереме тоа накнадно. Елементот висок, нели за вградник фрижидер, си доаѓа тука и до него повторно некои како полици за да си оставаат некои работи да се врзаме со шанкот овдека. Јасно ние со кујната се? Така. Тоа е тоа. Шанче без тука што стоиме. Добро. Следно имаме вака. Имаме значи маската за парна тука. Само парното не е. Не е наместено поради ламинатот. Да, ќе се стави потоа со маската. Сега тама имаме комода за телевизор и библиотеката да ќе покажам. Еве. Библиотеката ни е медијапан со игра. Така. Треба да се земе точната димензија само. Друго? Практички се истите материјали за да, нели, да добиеме една целина. Тоа е тоа. Наредно одиме во спалната. Во спалната имаме уште едно елементче. Тоа е, еве, од оваа страна. Фиокарче со 4 фиоки, да им се најде. До таму, каде е спална? Одиме на
Симфонија на осветлувањето. Егло. My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Jugo Export Steel започнува најголема саемска акција досега. Со секоја купена кожна гарнитура добивате подарок по ваш избор. Релакс фотелја, трпезариска маса, клуб маса, огледало или комода. Само на едно место ќе ги најдете најдобрите светски брендови на мебел по најповолни цени и со најголеми попусти. Jugo Export Steel. За тоа време јас сум веќе во главата наместена и почнувам со деталите. Дрво кај Марио имаме, но се уште немаме ништо кај Верче, а во Декор дом има. Ще работи за една многу модерна дама. Супер. И таа посака некако вид на дрво. Сега не мора да е баш дрво, нели, онакво зелено, нешто така, Geographics, ама може нешто поабстрактно. Тоа е убаво, ама го употребивме веќе. Така. Да не се повторуваме. Така, да не се повторуваме, вие сте доста урбани, може би кај младежот добро ќе стоја, ама тој исто се побера дрво и да цртано. Цветкињата се фини, овој ми се допаѓа многу. Да, повеќето се такви модерни и има такви топли бои, кремави. Ама се кажам да не е драма за спална. Ово има некои такви нијанси. Интересен така. Ала 70. Пердувчето. Да, тоа би можело да биде да предвид. Кремаста е собата. Да погледнеме и во каталог да видиме. Кафе на дрвенаста абстрактно. Да. И тревите се обе шубици. Да, имам всушност да си изберем тапет, па после да бојам. Така. Например. Ево во малце злата. Да. Доста е абстрактен, има некакви цвеќесто дрвенести мотиви. Така барем да си мислам. кратиш. Да, не е толку нема голем да изгуби зидот. ништо. Не е толку голем зидот, ми е некаде може би па и нешто. Бидејќи е абстрактен, може и вака да се скрати, може и да го свртиме. Да. Добро. Уште да се супер си го бендисам и да го немаше. Не го има. Добро. Океј, тој нека биде. Кога би го виделе станот досега и веќе презентираното 3D решение, можеби би ви станало јасно како тој ќе изгледа докрај. Но никој пат становите не изгледаат исто во ваква недоправена фаза и во моментот кога ќе се накитат со сиот мебел, светилките, додатоците. Тогаш би можеле да им кажеме на клиентите, ајде дома. Но тоа во следната емисија, во недела на Телма телевизија.